Господине Васков, еве годинава, односно на 12 август, фудбалскиот клуб Беласица го слави својот роден ден, 93 години односно од основањето. Од пред неколку месеци, од пред нова година, вие го презедавте управувањето токму на овој клуб. Збор два за оние активности што ги планирате пред себе за ова одбележување на фудбалскиот клуб Беласица 93 години. Дака, ова година 93 години Беласица. Имам посебна чест да го организирам јас и управата овој роден ден или оваа годишнина и планираме секоја година да го направиме традиционално. Ова година ќе го одбележиме со овој ревијален натпревар кој што го спомна Васко, значи Тиверија и Беласица, чисто да ги потсетиме фудбалерите, бившите фудбалери на струмичкиот фудбал и од двата клуба дека Беласица се враќа во живот, дека Беласица постои и исто така и младите фудбалери кои што на некој начин ја имат малку заборавена Беласица или не ја знаат доволно, пошто Беласица е клуб со традиција и со голема историја, да се потсетиме малце сите да знаат која е Беласица и дека Беласица е брендот на струмичкиот фудбал. Се надеваме дека ќе има и некои од оние познатите интернационалци кои излегоа токму од фудбалскиот клуб Беласица на овој ваш роден ден. Еве да искористиме ова прилика. Значи официјални покани нема да даваме за сите фудбалери, да не пропуштаме случајно некој па да ни се налута. Еве официјално преку медиумите ги покануваме сите бивши фудбалери кои што и во моментот играт некаде по некои други клубови, дали во нашата лига, дали надвор од државата, доколку се во можност да дојдат на роден денот на Беласица. Воедно може право да го проследат и надпреварот помеѓу ФК Скопје и Беласица и да се подружиме малце, да се потсетиме на старите добри времиња. Да, после двата надпревари, после првиот ревијален и вториот од надпреварувачки карактер за клубот, ќе има едно мало коктелче, чисто да поразговараме сите за Беласица, за минатите денови во Беласица и така, едноставно да се дружиме. Подготвени се за новата сезона? Да, се подготвуваме за новата сезона. Еве сега и овој надпревар ќе биде, да не кажем, чисто да се видиме кај сме, и това имаме още време, може да се појачаме уште со некои играчи, во преговори сме. Ова сезона целта на Беласица е една и нема отстапување од неа, значи целта ни е да завршиме први и ова година, ако ова сезона, ако минатата сезона не успеавме, ова сезона се надевам дека поорганизирани и со поквалитетна работа дека ќе влеземе во втората лига.